Почитувани пријатели, ви посакувам Божи благослов. Денешнава тема гласи улогата на Христос како Месија, помазаник во Новиот Завет. Самиот збор Христос значи помазаник. Тој е новозаветен еквивалент на старозаветниот термин Месија и значи помазаник. За Исус се зборува дека е помазаник кој ослободува и очистува гревови. Христос има три главни служења, или имаше три главни служења: пророк, свештеник и цар. Како улога на пророк, тој е Божи пратеник и преку неговата порака ја открива Божјата волја на човекот. Како второ, во улога како свештеник, тој го представува Бог и преку неговата застапничка жртва им ги простува гревовите на оние кои се покајуваат од своите гревови. И како трето, во улога како цар, тој го управува своето царство и го представува како создателот на се, видливо и невидливо. Како што е запишано во Јован 1 глава, 3 стих. Се стана преку него, преку Христос, и ништо што стана, не стана без него. Христовата мисија на земјата имаше за цел да ја врши во се волјата на неговиот татко. Зашто е запишано: зашто не слегов од небото да ја извршувам мојата волја, туку волјата на оној кој ме испрати. Јован 6 глава 38 стих. Исус или Христос како помазаник сакаше и сака да ги спаси грешниците. Нема човек на оваа земја кој што не е грешен. Затоа Исус вели: зашто човечкиот син дојде да го побара и да го спаси загубеното или изгубеното. Тоа е запишано во Лука 19 глава 10 стих. Исус Христос го исполни Стариот Завет или законот. И затоа рече: не мислете дека дојдов да ги поништам законот и пророците. Не дојдов да ги поништам, туку да ги исполнам. Матеј 5 глава 17 стих. Исус или помазаникот Божи Христос дојде да ги разурне делата на ѓаволот. Јован вели: кој врши грев од ѓаволот, зашто ѓаволот греши од почетокот, и затоа се јави Божиот син да ги разурне делата на ѓаволот. Прво Јованово послание, 3 глава, 8 стих. Исус како помазаник дојде да го даде својот живот за своите овци, како што е запишано: јас дојдов за да имаат живот и да го имаат изобилно. Јован 10 глава 10 стих. По природа Исус Христос е свет. Тоа го гледаме уште од самото најавување на ангелот кога се објави на Марија, велејќи: ангелот одговори и рече: Светиот Дух ќе дојде на тебе и силата на Севишниот ќе те осени, и затоа тоа што ќе биде во тебе е свето, кој ќе биде роден од тебе, и ќе се нарече Божи син. Лука 1 глава 35 стих. По природа Исус Христос како помазаник тој е праведен. И затоа е запишано во Исаија 730 години пред нашата ера, 53 глава 11 стих вака: заради страдањата на својата душа ќе види светлина и ќе се насити со нејзиното сознавање. Мојот праведен слуга ќе оправда мнозина и нивната вина ќе ја земе на себе. Тоа е запишано, како што реков, Исаја 53 глава. Исус Христос во својот севкупен живот на земјата беше безгрешен и остана и ќе остане секогаш таков. Оној кој не знаеше за грев, пишува апостол Павле, Бог го направи грев за нас, за да станеме Божја правда во него. 2 Коринќаните 5 глава 21 стих. Исус Христос беше понизен. Апостол Павле вели: имајте во себе истата мисла која беше во Исус Христос, кој, иеко во Божјо обличје,
не го сметаше како грабнато тоа што е еднаков со Бог, туку се лиши сами од себе и зеде обличие на слуга, станувајќи сличен со луѓето. И, откако се најде во лик како човек, тој се понизи сами од себе и стана послушен до смрт, дури и до смрт на крст. Филипјаните 2 глава, 5 до 8 стих. Исус како помазаник Божи простува гревови. Таа беше и неговата мисија и цел, да простува гревови. Во Библијата во Лука, 5 глава, 20 стих се вели: кога ја виде нивната вера, рече: човеку, тебе ти се опростуваат гревовите. Или ти се опростуваат гревовите. Оваа улога на Христос, како Месија, помазаник, има за цел да не спаси од вечна смрт и преку опростување на твоите и моите гревови да ни подари вечен живот. Затоа, целта на Исус Христос беше тој дојде поробените да ги пушти на слобода. Секој човек без Исус Христос е роб на гревот. И затоа тој рече: Господовиот дух е на мене, зашто ме помаза и ме испрати да им проповедам на бедните, да ги исцелам скрушените по срце, да им навестам на заробениците дека ќе бидат пуштени на слобода, на слепите дека ќе прогледаат, да ги пуштам на слобода на патените и да ја навестам благопријатната Господова година. Ние, почитувани пријатели, христијани, сме повикани за слобода. Затоа апостол Павле вели: повикани сте кон слободата. Зашто вие, браќа, повикани сте кон слобода. Само слободата да не ви биде повод за угодување на телото, туку со љубов служете си еден на друг. Тие што се христијани, што го имаат Светиот Дух, го имаат духот на слободата. Павле вели: каде што е духот Господов, тамо е слободата. Ние преку Христос имаме слободен пристап да бидеме во присуство на Бог, но исклучиво преку Светиот Дух. Човек ако го нема Светиот Дух, не може да биде во присуството на Бог. И така, пишува Павле, и така, браќа, кога имаме смелост да влегуваме во светината преку крвта на Исус, кој ни го отвори новиот и живиот пат низ завесата, односно неговото тело. Тие што се слободни преку духот, тие вникнуваат во слободата на законот и не му се робови. И затоа Јаков вели: а кој ќе се загледа во совршениот закон на слободата и остане во него, не како заборавлив слушател, туку како вистински извршител, тој ќе биде блажен во својата дејност. И повикани сме да стоиме во слободата. Павле на црквата во Галатија вели: Христос не ослободи за слободата, според тоа, стоите цврсто и не подчинувајте му се пак на робскиот јарем, имајќи предвид законот. И, како седмо, ја чекаме славната слобода. Онаа слобода каде што ќе бидеме и со тело, и со душа, и со дух при Господа Исуса Христа. Имено, созданието и беше подчинето на суетата, не доброволно, туку од оној кој го подчини, во надеж дека и самото создание ќе биде ослободено од робството на распаѓањето во слобода на славата на Божите деца. Прекрасно е да знаеме која беше мисијата на Господ Исус Христос. И затоа во Јован 3:16 точно е опишано каква беше мисијата негова. Зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, да секој што верува во него, да не загине, да не отиде во пеколот, туку да има живот вечен, да биде во Божјото царство, каде што ќе бидеме вечно. Нека му е слава на Исус. Амин.